Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Специјалниот американски пратеник Џорџ Мичел се враќа на Блискиот Исток во обид да го заживее мировниот процес. Јужна Кореја продолжи со војната вежба во која користи боева муниција. На почеток вестите. Специјалниот пратеник за Блискиот Исток Џорџ Мичел е во регионот во обид да го заживее мировниот процес. Средбата со израелскиот премиер доаѓа еден ден откако Бенџамин Нетањаху и отфрли идејата да го дели Ерусалим со новата палестинска држава. Американскиот пратеник планира да се сретне со палестинскиот претседател Махмуд Абас. Јужнокорејските сили втора недела поред изведуваат воени вежби со боева муниција и покрај предупредувањето од Северна Кореја дека тоа може да предизвика нуклеарна војна. Поранешен шеф на американското разузнавање во интервју во неделата рече дека очекува секоја понатамошна провокација од Северна Кореја да предизвика ограничени воени судири. На дипломатскиот фронт, американската армиска делегација е во Сеул, додека Кина продолжува да притиска за разговори меѓу Северна Кореја и другите регионални сили. Американскиот дипломат Ричард Холбрук се наоѓа во критична состојба по извршената дополнителна операција за подобрување на циркулацијата на крвта во срцето. Холбрук е актуелен специјален пратеник за Авганистан и Пакистан, а познат и како архитект на Дејтонскиот мировен договор. Силно невреме го зафати и среднозападниот дел на САД со температури под нулата, снег и ветришта. Најмалку 4 лица го загубија животот. Во Минесота снежниот нанос гурна покривот на стадионот во кој настапува фудбалскиот клуб Минесота Вајкингс. И покрај тоа што не ги надмина очекувањата на новото продолжение на филмовите Хрониките на Нарнија, сепак беше најгледан филм викендно во Соединетите Американски држави со 24 милиони долари. На второ место е трилерот Турист со Анџелина Џоли и Џони Деп. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Во овие тешки економски времиња во САД, демократите се залагаат да се продолжи намалувањето на даноците за сите, освен за најбогатите. Републиканците пак се залагаат и најбогатите да може да здивнат. Некои собственици на мали бизниси пак сметаат дека евентуалното зголемување на даноците може да се одрази на нивните планови за ширење на бизнисот. Майк Андерсон е собственик на ресторанот за карипска храна Майкс во Александрија, сојузната држава Вирџинија. Добро заработува и планира следната година да отвори уште еден ресторан. Ќе биде најголем ресторан во областот Делреј на 500 квадратни метри. Но тој не е без грижи. Дури и кога им оди исклучително добро, рестораните остваруваат релативно мал профит поради даноците и другите давачки. Андерсон смета дека зголемените даноци би биле погубни за неговиот бизнис. Ако се зголемат даноците, тоа не може да падне врз грбот на муштериите. Значи, или тие ќе се одразат врз нас, или ќе отпуштиме луѓе, или ќе ги запреме планираните инвестиции. Бизнисот на Андерсон е еден од оние за кои републиканците се против да се зголемат даноците. Ова е републиканскиот сенатор Џон Тун. На малите бизниси ќе им биде многу тешко да инвестираат, да купат опрема или да најмуваат. Демократите тврдат дека немаат намера да ги казнат бизнисите, туку напротив, да ги вратат на ниво од економската експанзија во времето на владата на Бил Клинтон. Председателот Обама сакаше да ги укине олеснувањата за оние кои заработуваат над $250,000 годишно. Со огромен федерален дефицит, САД се на крстопат да направат избор. Повеќето економисти веруваат дека порано или подоцна ќе биде неопходна комбинацијата на повисоки даноци и поостри кратења на трошоците. Аспиринот е најчесто употребуван лек во светот. Нова студија покажува дека мала доза на аспирин, околу 80 мг, може значително да го намали ризикот од смрт од некои вообичаени форми на рак. Но има и некои предупредувања што да со тоа. Гледате понатаму. Истражувачите следеле 25.000 луѓе кои земале дневна доза на аспирин за превенција на срцева болест.
Но тие нашле дека аспиринот правел и нешто друго. Ја редуцирал стапката на смртност од некои видови рак. Студијата била направена на Универзитетот Оксфорд во Британија од доктор Питер Ротвел. Најдовме дека луѓе кои земале аспирин меѓу 4 и 7 години во просек имале намален ризик од умирање од рак за околу 25%. Со други зборови, на секој 1000 луѓе кои земале мала доза на аспирин дневно, најмалку 4 години, 23 лица умреле од рак. Споредете го тоа со 30 на секој 1000 кои не земале аспирин. Лекот бил особено ефикасен во превенција на смрт од колоректален рак, рак на бели дробови и рак на хранопроводникот. Но и покрај оваа утврдена добра страна, лекарите предупредуваат на сериозна нуспојава. Одредена група луѓе е почувствителна на нуспојавите на аспиринот, развиваат гастритис и чир во стомак и завршуваат во соба за итна помош со тешко крварење. Доктор Хуерта вели дека има многу други причини зошто аспиринот не е за сите. Може да реагира негативно со други лекарства што пациентот ги зема. И пациенти кои веќе имаат рак не треба да земаат аспирин без консултација со нивниот лекар. И иако има студии што покажуваат дека аспиринот може да го намали создавањето на полипи во дебелото црево и ракот што од нив може да произлезе, оваа студија не покажува дека аспиринот всушност спречува рак. Студијата била дизајнирана за проучување на морталитетот, а не на инцидентите. Затоа каква интеракција има аспиринот со клетките на ракот, треба да се направат повеќе и поголеми студии. А во утрешен News Flash, спроти почетокот на сезоната на грипови, научниците работат на универзална вакцина, која ќе го заштити човекот од сите видови на грип. Колку се близу до целта, гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash, 500.000 смртни случаи годишно поради сезонски грип. Новата вакцина би штитала и по неколку години. Гледајте во утрешен News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.